Здраво на сите, добар ден, ова е пресконференција на СДСМ. Постојат многу докази дека во времето на Никола Груевски и на ВМРО ДПМН раководењето со сите јавни предпријатија е еднакво на катастрофа. Сценарието по кое тоа се прави е идентично како за состојбите во здравството, состојбите во образованието, состојбите во државната администрација, каде што поради лошото работење, како што се превработеноста, нефункционалноста, институциите се ставени пред тотален распад и пред тотален колапс. На оваа пресконференција, во врска со тоа, СДСМ сака да укаже на лошото и недомаќинско работење на јавното предпријатие Македонска радиотелевизија и негативните финансиски состојби во јавниот државен сервис, кадровските манипулации и самоволието во врска со работните места и со дел од вработените во куќата. Според извештаите за работењето на ЈПМРТВ за 2009 година, јавниот сервис, кој всушност наликува повеќе на приватна телевизија на Никола Груевски и на ВМРО ДПМН, само во минатата година забележал енормна финансиска загуба од цели 2,5 милиони евра. Дека овој јавен сервис наводно работи според економските принципи, туку според личните политички интереси на Никола Груевски, говори и фактот дека само во изминатата година, например, приходот по основ на маркетинг е намален за дури 600.000 евра помалце во однос на претходната година и сега учествува со неверојатно ниски 6,1%. Само за информација во врска со ова, учеството за споредба, учеството на средствата што се по основ доделени на Македонската радиотелевизија, на санкционата програма од владата, учествуваат дури со 71,4% од вкупните приходи на ЈПМРТВ. Сега се надевам дека и на сите им е јасно дека не може воопшто да говориме за независна уредувачка политика во ЈПМРТВ, туку дека станува збор чисто за владина или ВМРО-вска политика. Овие резултати од работата на МРТВ оставаат сомнение дека извршните директори и менаџерскиот тим се пред се неспособни да ја продадат сопствената програма и да генерираат нови приходи за истата. А која програма впрочем и да ја продадат, кога средствата за програмските права и продукција на нова програма, кои се основен предуслов за квалитетна програма, се помали за 54,7% во однос на минатата година. МРТВ денес троши народни пари единствено за ВМРО-вски и портокалови проекти или за услуги каде е најлесно да се прикријат бројките. Тоа се најчесто комунални услуги, заеднички трошоци и слично, а за пример, само во 2009 година по вториот основ биле потрошени дури 15 милиони денари. Во врска со ова, најдобра илустрација за односот кон програмата, така и кон парите кои се трошат од народот, е токму емисијата Отворено со народот на господинот Слободан Томич. Овде е многу симптоматично како и дали МРТВ без никаков проблем ја измирила обврската од фрапантни 5,5 милиони евра средства набилдани во фактури кои се со чудни и сомнителни бројки и кои се доставени до МРТВ од страна на приватната продукција Кралот Александар Македонски на господинот Слободан Томич. Работите да бидат во врска со ова уште потрагични, МРТВ воопшто и нема увид во приходите кои се остварени во таа емисија преку реклами, со што всушност истата е и двојно оштетена. Врвот на непрофесионалноста е и главната причина зошто МРТВ е фабрика за политички кадри на ВМРО ДПМН и тоа лежи пред се во неспособноста и несакањето да се изврши од страна на директорите најновата систематизација која се уште е во сила за работните места, која е усвоена во 2007 година. Во врска со ова, СДСМ прашува и бара од надлежните инспекцијски служби да проверат дали е точно дека во МРТВ не се почитуваат актите на внатрешната организација и систематизација на работните места и дали конкретно како резултат на тоа постојат над 150 вработени лица
со двојни решенија за исто работно место, што е секако загрижувачки податок. Исто така, бараме МРТВ јавно да одговори на прашањето дали во куќата има повеќе од 96 лица кои се поставени на работни места кои што воопшто не одговараат на нивните стручни квалификации, од кои 7 се од највисокиот менаџерски тим, што представува уште еден основ по кој се прекршува актуелната систематизација на работни места. Доколку во наредниот период од МРТВ не добиеме таков одговор, СДСМ во јавноста ќе излезе со конкретни податоци и конкретни имиња за такви вработени лица. На крајот уште еднаш повторуваме дека после се крајно време е МРТВ да се сообрази со улогата која треба да ја има во државата како јавен сервис и наместо да биде мегафон на партиските активисти на ВМРО ДПМН и на Никола Груевски, за почеток им предлагаме да почнат со разрешување на докажаниот партиски војник и поранешниот прв не антикорупционер Мирјана Димовска, чие работно место во МРТВ според последната систематизација всушност воопшто и не постои.